Jepá, драга бандо! Добре дојдовте во старо-новото пространство наречено Керал! Дури ја чекам во нови услови, нови моменти, за тие што биле во овој простор веќе им е познат, за тие што не биле, не ја знаат најаката алтернативна сцена во Република Македонија, каде се одржуваат безброј представи, импровокација, стендап концерти, се најмило. Веќе не знам колку месеци го немавме користено овој специјален простор и да ви кажам искрено, испекав за нешто да се случи тука и решив неколку епизодици од дури ја чекам да се случат точно овде. Денеска малце ќе го смениме принципот, повторно со микрофон во рака и малце покомотно е, знаеш, некако ко да дишит работава, не онака в кола, ја чекаш, ама никако да ја дочекаш, некако ко спакован, ко во кутивче вака застанат, и некако шубе ми беше, и реков дај малце да ги прошириме работиве, така, веќе ако чекам, чекам професионално. Зато направивме и пропуст една епизода, прескокнав, господе, не знам како ќе си го простиме ова, ќе се потрудам овој пат да ви триш појако за сите верни следачи и зато решивме малце да го смениме принципот. Го сменвиме принципот, пошто не можам, луѓе, сватете дека многу пати се обидов да правам онлайн, лайв стриминг, не знам шо, и со моите сакани браќа и колеги пробавме импровокација на Zoom, не е некако то. Ова друга форма е, значи те да речиме, како подкаст, мислам дека појќе ќе помините и некако мене полабаво ми е. И зато денес решив малце да ја сменам шемава, како што може да приметите на оваа мала култна сцена во Кералов, каде што сме присутни само јас, Тон Прашина и евентуално, можеби, по некој стаорец, во последно време немаше, ама неам бидено долго време овде во Кералов. Гледај колку не сум навикнат никој да немат. Господе, колку е глуво, еј. Гледај колку е чудно, еј. Порано само кога ќе излезевме и ќе речевме, ајде спонтан аплауз и овдека веќе имаше интеракција, собират точно 80 души, моментално имат само еден душ. Ништо појќе. Како што реков, денеска решив да го освежам малце принципов на подкастов. Овдека, како што може да приметите, имат на ова култна столица, која што е остаток од едно друго време, од една бивша Југославија, кој што имал дома гарнитура ваква знај. За младите генерации ова може да изгледат ко Space Shuttle, не е то, столче е. За тие што го слушате подкастов, замислете си црвени столчиња од оние што се користеа за на тераса. Едно во едно што влегве, не знам како да му објаснам на тие што слушат. На тоа црвено култно столче од озгора имате една тегла, кој од големине за крастајчиња, или ако немаш пари за кугла да си купиш за рибчето, е толку голема, колку собира тоа, 3 кила од прилика. Внатре имат безброј ливчиња со предлози, со идеи, со зборчиња, кои што мене ми текнале или сте ги пишале како коментар. Значи, сега ве охрабрувам за следното шоу, слободно пишете во коментари, директ месидж во Инстаграм, Фейсбук, кај сакате, сретнете ме на улица, од дистанца, гулап пуштете, дајте предлози да ја наполниме теглава. И што се случува? Всушност, јас решив да си задавам еден мал челендж себе си. Значи, врска неам за што ќе правам муабет во наредниот сат време, од прилика, ќе влечам тема од теглата и директно пуцаме да видиме што ќе се случи аџиба. Мислам дека е преако. Веќе ако се соочуваме со криза, мислам дека треба дојме до крај. Така да, тоа е муабетот за денеска. Тоа е муабетот. Кога ќе ми завршите една тема, влечам друго ливче, старата ја фрламе вченки и одиме понатаму.
Да, еве, слушам како во себе си викате, леле колку ти е прејака идејава, браво, ова само ти го можеш и еден неоткриен во Никарагва. Фала ви за поддршката, ценам, се надевам дека и звуков ви се бендисвит малце појке, се обидуваме, остваруваме и така натаму, а и видеово, се надевам дека ве бендисвит појке, малце појке светло овде. Тоа е муабетот за Кералов. Она што не може да го видите од околу, се 80 празни столици, ен тон носталгија, знак за забрането пушење. Сега да ти е кеф некој да дојти цигара да запали за да имате за што да правите муабет, еј. Просторијава дури некако и кој ехо имат. Она што е позитивно во Кералов е дека нема да стани дотолку пекол после 1 сат, како што знаете, кога имаме импровокација, например, пошто тоа е едно пеколно шоу, за тие што не знаете што е импровокација, тоа е првото шоу во Македонија од типот театарска импровизација, шоу кое го создадовме јас, мојот сакан брат и другар, сопатник и колега Стрезо Стаматовски, мојот колега Филип Кипровски, не ги деградирам еден од друг, демек едниот појќе го сакам, другиот појќе не го сакам, туку со Стрезо сме 30 и кусур години заедно, со Кипрон не сме 30 и кусур години заедно, ама јако е. И нормално, кој ако не Филип Ангеличин жура, тоа е совеста на тоа шоу. Морав ова да го спомнам, зашто стално кога кидавме овде, самиот мирис ме потсеќа на импровокација и на тие јаки моменти, ама мислам дека кога ќе заврши тоа проклета пандемија, дека повторно ќе се вратиме на оваа сцена и сите со повеќе елан, ентузијазам. Ако не е овде, ќе биде на некое друго место, ама важно мислам дека ќе биде прејако. Тоа е моментот. Сега ќе пробаме. Ова што ви го ветив е, например, сега, неам врска што ќе се падне овдека, са ќе видиме. Во момент, ти, одма идеја. Прв пат да се осетам во животов како бинго девојка. Од секогаш сум си викал, треба да имаш талент, море, за таа работа. Немој секој, не само да си уба, многу уба, преубата, преуба. Некој ја уба, ке па одма ке се мажи, и ти готово, никогаш не ке стани бинго девојка. За бинго девојка или девојка лепотица од Лото, Сузана Манчич, за тие што се повозрасни генерации, мислам. Сузана Манчич, така? Одма ке скокнит гледаноста и слушаноста на подкастов од возрастна група од 45 до 65. Сузана Манчич, човече, ти треба да си. То не го мој секој. Или, например, кај нас, кој беше, бе, знаете? Натали, нормално. Бобо, дај му Натали на човекот. Така се осетив во моментов, како бинго девојка. Како знаеш, овде наоколу има еден празен простор, јас полн така со талент од двете страни и сега ќе извлечам нешто и од кој ќе го извлечам тоа нешто, животот нема да биде повеќе ист, ќе биде другшие. Другшие ќе биде се. Бинго девојка. Кој ќе се представам некаде на нешто, на некој кастинг, например, ќе речам, јас сум Никола Тодоровски, актер, стендап комичар и сум работел едно 15 на минути како бинго девојка. Гледаш одма CV-то, ќе ти скокни одма рейтингот, подруго е. Одиме, ајде да видиме што ќе се случи. Леле, овдека кој знае што ќе имат сега. Чекај да видиме. Еве го, чисти да сме. Еве го ливчето. И ливчето викат: ке си за ѓубре покрај зградата. Не си го фрлил ѓубрето. Идам браено муабет за ова тема и друг пат, ама еве, ја извлеков сега, немат бегање, тоа е то. Дали имат нешто појке што ве нервират од тоа, не знам. Не знам кој тип на луѓе, што треби да ти направи дома ти, што треби, кој софтвер треби да ти биде инсталиран за да го направиш што не, значи ѓубрево си го собрал. Не ти е, например, расфрлано ѓубрево по дома, па веќе не можеше да поднесиш, жена ти викат: оди
стоко една ѓубре, едно фрли го ѓубрено, ти викаш оставиме мори утакмицава да ја догледам и да ја дослушам. Оставиме веќе, таа ти не можам повеќе да те поднесам, ќе ти побарам и развод и извод, све ќе те натерам да истаиш и државјанство и бугарски пасош и дури не го фрлиш ѓубрево и ти викаш не, само то нема да се случи. Јас сум за Македонија и никогаш то не би си го учинил себе си. Ако треби, сега ќе го соберам ѓубрево и пред зграда ќе го истурам. Само да не морам бугарски пасош да истам, зашти ме натера ѓубре едно ѓубросано. И не знам, од прилика, например, некој таков, она тотално нелогично, си го собрал во кеса, например, и сега зградава е овде и имаш улица. И контењеров е преку улицата. Ти такви не е, например, контењеров, треби 2 автобуси, метро, трамвај и магаре да јавниш за да стигнеш до местово. Не онде е, например, ако си спретен, дури можеш и од овде вака само и да го полбо така, например, ќе се деси некојаш ќе го погодиш контењерот, ама пак тука е некаде. Отколку слегвет, па поќе енергија трошат за да видат дали некој ги гледат од окол, лево, десно, комшија има не. И ако го видит некој од таму што идат да се прибери дома му, цигара пали демек. Комши како? Каде се ѓубрев? Излегов. Една цигара запалјам овде, заш не можам без ѓубре, некако празно се осеќам. Вака ми дават ко баланс, малце, знаеш, ке те подсетит на ситуацијава. Ова ѓубрево, нешто филозофија, не знам. Ова ѓубрево, море, брат, ти е метафора за нас што ни се дешават, зато реков да испушаме на цигара, видам шо е, го ќе заменит комшијата, тоаш само ќе опушти вака. Пуф, ѓубрето и ќе си заменит. Не можам да ги разберам. Цело буре со комина има ја море остаено и што е најако, ова не го измислувам за демек да му дајме драж на подкастов. Не! Цело буре со комина остаено зад зграда. Значи дошол, завршил работа, го фрлиле грозието со здравија се јаѓ да се пие со пријатели, со све и остаена тука. На милост и немилост. Јас мислам дека треби нашколо да се учи, да се грижиш не повеќе за 1 квадрат околу тебе, ама секаде кај што ќе поминиш да биде средено. Твојот квадрат е твојата иднина. И после ку ќе речат колку коштат квадратот, цел живот коштат квадратот, е нешто најбитно. Гледај која филозофија. Или ќе појд во контењеров немат, например, да го фрли ѓубрево, ќе го фрли на, не знам, до метар повака. Демек, јас можит, жена ми ме натера да рециклирам по дома, ама не сум до крај папучар. Никад, бейбе. Има по моje да бидат на крај, ќе слезам, ќе прекинам и утакмица. Пасош реков не вадам државјанство, да. Ако трейд ќе слезам и ќе го остам до контењер. Statement ќе направам, изјава, тоа е мојот протест кон животот, кон општеството. На крај пак по моje има да биде. Тоа е од прилика, не знам. Ѓубрето ќе ми го фрлјат Имат уште по хардкор. И Скопјани, например, викат, ќе дојделе и вие у Охрид колку сте, не знам шо. Брат, шо сме ние у Охрид, море пола Охрид Скопје, ако не и повеќе. Што значи, ние ако сме клети, вие готово, исто клети сте, немат бегање. Зашто то ти е ко, не знам, клета невеста да земиш, готово, нема, има домот да добијат друга, нијанса.
Друга атмосфера ќе биде автоматски домати. Ти можеш душиче да си. Колку појќе си ти душиче, а таја била клета пример, толку полошо. Зашто ќе нема она, знаеш, баланс, две сили нема да се избалансирани. Вие у Охрид го джиткате ѓубрето од тераса. А вие од каде? Од балкон. Тоа е таја разлика. Веројатно. Не знам. Не ќам да осудам, ги поштовам. Скопјани ми се многу мили. Нека мрчете охриѓани ме колку сакет, ама стварно. Фаца се. Жими се. Ти да живееш бе во онај смог, во она PM честички. Јас мислам поубаво да не ни кажуваја дека постојат. Поубаво да немаше мерни станици, барем сите среќни ке си бевме она, знај. Порано немаше бе PM честички и загадување, 100% имаше, ама не знаевме колку е. Ти нешто кашляш, излегве вака шипки со цинк, олово и кадмиум од душава, но она, знаеш, ке се накашляш, шрапнел летат по куќа. Баба ти ја оправте ондека кутра, ни крива, ни должна. Кај умре бабава во ратот, не дома, како Милчо кивна и шрапнел излезе од муцето и то беше то. Жената панцирот го немаше облечено, тогаш се преслеквеше блузата и се испоти од промаја, не го стави панцирот жената, кивна Милчо. Најако ми е име Милчо, знајте стално дека одбирам некои специфични имиња за вакви дејности. Милчо кивна, ја погоди со шрапнел бабава и замина. Така беше било. Раскажуват стари мудри лица. Немаше мерни станици за PM честички. Никој не знаеше колку, не знам, било ова, колку било она. Не знам, PM. Сега од кај што знаеш, самото некако ко да те гушит, ко да те стегат во душичето. То ми е моабето талал нека имена Скопјани, затоа ги поштовам. И сите што се дојдени во Скопје да живеат во градот на прогресот, во метрополата, тоа е метро и пол над се, затоа е метропола. Вајда, не знам, јас така си го опишувам зборчето. И респект за сите што се решиле да живеат во таква средина лудница. Животот да ти поминит во паркинг барање. После кога ќе му дојдам Охрид, ќе ми мрчит, аре немојте вие овде, така нема. Шо ве не може, ало? Ти море човек младоста што е остел да најдит паркинг, треба споменик да му се направи. И да му се дозволи 10 пати ѓубрето до контењера да го остави. Само Скопјани заслужват. Респект. Peace and love. Само Скопјани заслужват зашто се изнапатени, изнамачени во она бетонска џунгла, деца на асфалтот. Што знаеме ние овде, со вода под газ растени. Шо? Ке го осташ ѓубрето, бран, јук, ке дувнит, ке го однесит. И? Шо, ти си се мачел во животот? Не. Не бато. Прашај го некој во Тафталиџе како му е. Или во аеродром. Немат. Ке го оставиш тука, 1500 души живеат во зградата, бе. 10% а ти се скаре, тоа е пола Македонија. Кај нас, од 700 стана во Малава, 4 се полни со автохтоно население кое живее, твори и бдее тука на тој простор. Друго, све од Скопје ги имат купено становите за да дојдат да подишат малце луѓето. И шо? Со Митре овај што живее ваму и со Богоја што живее, она му секако скарани сте, немате муабет. И зато ти да го оставиш ѓубрето, тој ќе мрчит, ама тивко таму скриен, ке речи, аре, пичка му стопанкина овај, кулјо, глуп, само пред зграда го остава, ле, море, дојде ни од онаде брцанова, еј, не се научи, тоа е. Ова е ваму не ни зборви, чутит во себе монолози, само ко мамли, онај, вака симултан преведувачи треба да викнат од негде као наму на 700 јазици што имат дипломирано за да го разбери што сакат авторот да кажит, за да ти преведит, кај што викат
Ке речи преведувачов, сакаше да кажува дека тој Николата не го фрлаше ѓубривото во местото, туку го фрлаше во друго место, не, така не. Да, тоа е најточниот симултан превод со точност од 25% кој што може да го објасни значењето на овој богоја што сакаше да каже и на крај само ќе сватиш пичката стопанкина. То секогаш е јасно, самиот поглед, самата емоција говори и јасно ти е што сакаше да каже. Затоа е ние и да го направиш овој криминален чин и да го направиш овој криминален чин пак полесно ти е за разлика од некој измачен што буквално може да треби во Скопје да си може треби ти, не знам, може треби ти трамвај да фатиш, појмо визер може треби да фатиш за да офрлиш ѓубрето, зато ги разбирам. И имат право да мрчат, респект. Тоа е. Не, вистината пред се. Мислам, јас ке речам некогаш вака така, ама не може. Вистината пред се, еве сега во право сте, не ви мрчам, респект за Скопје, шо појке, шо све чуда ти дам. Тоа е моментот, бате. Ѓубрето. Ке ми го фрлят ѓубрето пред зграда. Бе. Страшно. Да видиме понатаму шо имат, ајде да видиме. Ево, бинго девојка, повторно да видиме во следното коло кој ќе биде срекниот добитник. Така е, браво, одиме. Еве ти, ова на англиски го имам напишано. Кој знаете од кај е препишано нешто. Ми фрлет некој кузни. The old and the new generation. Демек, нови и стари фосили. Тоа се тие. Новата генерација и старата генерација. Старата генерација е многу релативно. Може ти ја извлеквам во таа стара генерација, може ти не, то зависи како се осеќаш. Имат, например, некој што ќе се истетовират на, појма немам, на 54, сакат јако да му е во животов. Се решил дека обратно ќе му почне животов, дека прво најлошото го поминал, зашто во животов така е. Не знам дали имате приметено, дека животов почвит со најубото, се раѓаш и си одморен. Толку си одморен што малце скапнат си, од што си одморен. Гледај кој парадокс е. Тоа е исто како, например, кога ќе станиш од спиење и мораш малце да подседниш, па после да подлегниш за да се одмориш, зашто од спиење стана. Текви. Не е, например, исто таков случај ако истрчаш 10 километри, например, или не знам, 45 километри и ти трчаш, стигвиш и мораш малце да поиш. Гледај колку е контрадикторно. Ако одмараш, кога ќе станиш, мораш да легнеш за да се доодмориш. Ако си скапнат веќе готово дехидриран тотално, ултрамаратон 6 километри истрча готово, капка енергија немат во тебе, не е викаш, не, мора уште малце за цела да е. И вака, ќе се раздвижиш нормално, да здивниш, дури од доктор се препорачуваат, немој одма после трчања си седнал, или ако си тотално дехидриран, немој одма ладна вода да се изнапиеш, немој тоа да го правиш, тоа не е убаво за здравието, за тебе, биди тигар, придвижи се уште малце, уште 100 чекори, и тогаш веќе ќе е подруго. Гледај, кој парадокси се ова. Така е и во животов, например, се раѓаш и од што си најодморен треби уш малце да одмориш, па те најмалце кој ќе ти е потребна помош, сите те тинтрет околу, сите бебче да се роди непознат да е, ќе дојд ке речи кажи колку е јако, да, јако е, знам, мое, како мој да не ми е јако. Ако ми е мое и ако не ми е јако, значи си ненормален. Не го признаваш или не знам кој ви се односите.
Ама нормално јако е и леле машала скарани да сте, ете рековме пак во зградата стално такви комшиски примери давам, а што дадавам друго во овие услови на пандемија, само тие се луѓето што ги среќавам од време на време пред зграда. Буквално некој муабет да немате, ова ќе дојке речи здраво и живо да е. Ворете, мислам се знаеме, се мразиме, не, здраво, пауза. Пауза, тайм аут, здраво и живо нека е. И тераме, пичка ти. Тоа е моментот, разбираш, значи го имат. Ама, буквално куќе не ти треба никаква помош, сите се тука за тебе, секој сакат да ти помогни, леле да те тинтра. Абе, љубов ти треба тона, кој ќе си грд, не ти треба симпатичен кој ќе си веќе готово, внимание, помош ти треба кој си стар веќе изнемоштен, се е амортизирано на тебе, немат год капка енергија немаш, разбираш, тогаш ти треба некој да ти помогни. Предпоставувам, не сум бил стар дотолку во животов досега, веројатно, не памтам. Знаеш, предпоставувам за некој, ти замисли 96 години да имаш. 96 години да слушаш негативни говнести вести на радио, на телевизија, нов медиум да измислат интернет, чип овај од Microsoft да ти ставит во глата директива да ти идат вестиве, 90 години да имат луѓе што не те бендисваат, да ти си имат десено 3 лепе пичке материне во животов, 90 години. Веќе кога се видиш во огледало си мислиш албум со само лепливи сликички е во прашање од диносауруси, буквално до толку да си. Па мислам се е предизвик во тој момент. Се е предизвик. Тогаш пешачки вака скроз малце оние што се немат ни милиметар појќе, значи патовка кој што е вака, ти теквит и пешачки боја имат еден слој, значи тоа е повисоко можда милиметар, не појќе. Не знам колку е точно, вие од Македонија појќе се разбирате од овие работи. Буквално то ти е челендж да го поминиш на 90. Тоа е ком Хималаи да ги качвиш. Преска една баба излезе на пешачки, так одма со колава закочив и викам на жена ми спремна беше тогаш, да. Не ја чекав тогаш, зато бабава ја почекав. И викам уживај, отвори ланч пакет, изгледај нешто како се викат на мобилен, ќе потрај това и жена, и не мрчам, ја разбирам, челиндже, тоа е, знаеш, предизвик пешачкиов да се поминит пред се безбедно, второ, и се сомневат. Од све се сомневат. Бумбар вака да видит возрастново лице од таму кај што идат, се сомневат дека ќе имат пиздарија. Заш? Искуство, бате. 90 години. Сите варианти, ако неизене и се имат случајно, на другарка и се имат случајно. На Мирјана и се случи, другарка и си одеше миролюбиво на пазар, имаше поевтино дента, пазарен ден било пример, не знам, таман шо најде поевтино за зимница, за ова, за не знам, за да земит, абе бумбар во октомври, стопол денот бил, не знам од кај се погодило, бумбар ја зеде варкада, тука на место ја остај. Се сомнева жената, затоа ти викам, на пешачки вака, ојд и се цело време, знаеш, онака предпазливо вака си викат, леле, шо ке се деси сега, чекај, не, челиндже, се. Ти кој си младо, дете, година, две, ти можда не знаеш уште да оиш. Ама знаеш, сите викат, да, не знаете, ама до кога не ке знаете. Денес ке падни, утре ке стани, ти готово, заоде. Сакам да кажам, тогаш најмалце ти треби, не знам, помош, најпој ке добиваш помош. То не можам да...
Не можам да го разберам. Обратно треби се да е. Треби да се сменат. Младиве се дрогирале. Не, обратно треби да е. На овај возрастниот што имат 75 години, што веќе све е готово, расклинкано, некому треби да се олабај, да немат спазми, да немат. Ти море, тинејџер вчера прв пат излегле, не можам брат, нас системов брат, обштество, што ти имат направено бе обштество, еве повели. Не, и јас таков бев, не викам, ама сега да можам да направам временска машина и да се вратам назад ко бев помлад тинејџер, ќе се застанам себе си, ке речам здраво. Никола, да, знам. Ѓубре едно, ѓубро сам. Јас сум исто, ама од едно друго не е битно. Молим те, сврти се пиле, ама не, јас глумец ке бе, абе добро, ворете, знам што ке имаш направено, окей, само молим те, сврти се, она. Те молим, шо? Сврти се и вака застани. И ќе застани нормално, пошто авторитетов ќе го послушат, и ќе шибнам вака, клоца в газ ќе му удрам, жими се најмило. На тој шо, заши јас мрчев тоаш? Системот нешто, обштеството, слушам Нирвана, о нас обштество, шо ти имат море направено обштество на 12 години, освен шо, имаше можност да јаеш, не е битно шо, паштета, заш ние на времето, како се викат, во 90-тите и крајот на 80-тите, то јадевме, да се разбериме. Во мене има толку, ова го имам кажено милион пати, ќе го кажам уште еднаш, заш преако ми е. Во мене има толку конзерванси и пестициди од паштети, што сега да умрам 20 години црв нема ме пипнит. Ке му речи овој татково црв на младо црв, че немој, остај го, нека одлежи туш 20 на години во сода бикарбона пестицидите да излезат, жиди мене, немој. То ти даде системов. Проблеми, брат, ние немојме младиве, за разлика од, например, некој што имат 75 години, што нервите ги изгуби во, не знам, некоја фабрика таму, па и Германија нека е, мислиш таму нерви не губат? Губат, ама свака друга добија. Мораш да инвестираш за да добиеш, веројатно затоа е, не знам, појма неам. И него треби да му даеш ЛСД, за да си мисли дека преако е на крајов. Ке речи, шо зборвиш бе? Едно картонче под јазичето шлап и пушти го на пазар. Ле, Дизниленд. Немаше пари во детството да пој во Дизниленд, му дадоа едно картонче од оние, знаеш, што се макнати во едно преако и го пуштија на пазар. Ке се изнапрајт муабет со празој, со кромиди таму, со све најмило, ке си отвори душата човекот. Ке му речи да бе, знајте море, јас од кајдам ова за да ве најдам по 5 денари да сте поевтини, змејо има да летет. Тоа е затворен пазар во Охрита, не е вакво. Ниф им треби реално, обратно треби да е се. Се што е за млади треби да биде за возрастните и обратно. Обратно. Се што прават возрастниве. Дупли джемпер да се облечит. Ама јас не сакам, јас сум хипстер денеска. Хипстер биди утре, денеска има дупли джемпер да облечиш. Селјак си, добро селјак сум, а таков е законов. Млад си, да, ќе трпиш. За после кога ќе си возрасен, стар, да ти е преако, све ќе ти овозможиме. Ганџа, ентон ќе имат и ќе бидат на позитивна листа. Ќе се земат буквално ојшкај матичен, ваков целиот, колку години имаш, 75, пол кило брат за тебе, обавезно. Хашиш најубав, не знам што конзумират сега, појма нема. Пример, нешто такво, да откачиш скроз, буквално кога заминиш од овој свет, си викаш, доста е, се одјавувам, не можам. Кит Ричардс, 100 пати имам речено. Тој е пример за се во ова. Кит Ричардс да се следи. Тој шо брат
Истото сите возрастни. Не знам кој е пример за младите, ама некој што е со сите петки, што седи по дома, што помин вид пешачки вака со страв, со миролюбиво, што се чуват од промаја, што друго. Секое младо човече, дете, девојка, момче, било што, мора да имат паковче ментол бомбони од оние најнеубајне на гробишта што ги дават на задуша, секоја баба и дедо што ги имат. То треба да се воведи како режим. Младите генерации и постарите генерации. Тоа е моментот. Гледај колку е преако. Тоа е моментот. Не знам што друго, например, што да измиксаме. Тогаш ќе имат баланс во животов. Тогаш ќе почнет, ама гледај, одма се студираш со предизвик. А не вака, ти уште врска немаш од себе си, уште не знаеш никако се викаш, четвртина од животов ти замина, не знаеш адресата кај е, клjuč не ти дават од дома. На јубајте години ги поминвиш во забуна. То знаеш како е од прилика? Кога ти рече ќе ве носиме на екскурзија во најубајот град на светов, не знам, Париз пример, или појма немам кај сакате, еве. Во најубото место кај што можеш да се скапиш од шетање, можеш да се изнауживаш, ама имаш само 2 дена време. Така е исто со животов. Например, дур си најмлад, најпојќе енергија, дур имаш, дур си способен сексуално да биш активен мамата, врска немаш од животов. Врска немаш. Ти се чини дека ако и речиш на она женска на сакаш да излезиме, дека и таа ако ти речи не, со тебе, прво таа ако е нормална нема си го губи времето. Не, ќе го искористит моментот, ти може не си во моментот најакиот лепотан, да, имаш и бубулица, 2, 3, може би и 4, не е битно, ама време лети, зато ќе речит, ајде, шо, ти е гајле, пример. Ке би подруг тој момент, тоа ќе знаеш да искористиш, а не вака, те носиме во најдоброто место, искористи ја шансата сега, најубавиот град на светот, само за тебе, шетај кај сакаш, ти излегвиш од авионов, стигвиш во местово и не знаеш кај даваш. И си кажеш, што се дечаат овде бе, кој сум јас, заш ова е вака, сега прави, сега јас напред треби до или не. Назад треби до, не знам кај да одам, готово, и ти кад готово, помина екскурзијата, го искористивте ваучерот, дојдете во следното коло. И после, прај му абети на внуците. Ние на времето колку имавме шанса да шетаме, и шо дека имавте шанса, ко не шетавте. Шо дека имавте шанса, еве те донесоја на место, те донесоја. Во кафичци со преубај, со лепотици, да, шо направи, кажи ми? Ништо, зато не ај трици после дека системот ти бил крив. Не, така се поставени работиве, сакам да кажам. Кога си најмлад, кога имаш најпојќе енергија, сите се потресват околу тебе, кога си стар, кога ти треби некој добар ден недоволно да ти речи, тоаш, она буквално само поминуват, ова е готово. Са јас вака дека сум на средина 37 години и зато почвам вака да ги гледам работиве. Демек, чекај, шо е футнато, шо е направено, шо треба да се направи допрва за да биде да биде преако. Бабо, млади и стари генерации. Не е лошо. Одиме понатаму. Ајде да видиме. Ајде, Николче, хостесо наша, да видиме, мешај, да видиме што ќе се деси сега следно. Што ќе се деси, джам ќе свиткаме. Еве го. Принц и принцеза на свадба. Принц и принцеза на свадба. Не знам дали може да се прочита тоа. Еве го. Принц и принцеза на свадба. Вау! Ова, знаеш,
Јако е дека за некој, например, јас конкретно свадба не правев во животов, а женет сум, да, значи, сочувство Николче, знаеш, за некој, например, имам размислувано, што не се занимавал со било каков вид на сценски уметности, кај што евентуално може или филм, или не знам, телевизија, или било што, некаде кај што може да си експониран и кај што може да добиеш внимание од некаков тип на публика и кај што играш одредена улога, 100% сакам да кажам дека кога ќе правиш свадба е можда и најакиот ден во нејзиниот живот. Посебно во нејзиниот, мислам. Мислам дека посебно, мислам дека дури во најголем дел од случаиве на овој што е зетов, тој не ни седно му е. Дошло времето, ми мрчат брат мојве, жени се, ај добро, си викам убо, ај добро. Од прилика, не знам, можда за некој не. Некој ќе се заберит од не знам, од туѓина, ќе дојдит вистинската да ја најд, ако не денес утре. Решене. И не се замарат, мислам дека машкиот свет, машкава популација не се замарат толку околу тие работи. Но не и женската популација. Не, мислам дека принцезата мора да... Прво, никој од машкиве, секоја чест на исклучоци, кој ќе се мали, не мечтаат кој ќе пораснат да се принц. Јас, например, неам сретнато. Другари што има, не знам, мали, ко бевме, не се сеќа, сите, например, шо сакаш да биш кој ќе порастиш? Полицаец, војник, космонаут, ѓубреџија, например. Гледај колку е јако. Знам, роднина имам, човек кој што вика, јас од секојаш сакав да бидам ѓубреџија, заш ми беше јако како се возет на од позади на камионот. Дали имат појако работно место, не прамуабет дека се занимаваш со ѓубре, овај дебилов што го фрљаше пред зграда, што мораш, гледај како се поврзаја работиве, да му го земиш од пред зграда ѓубрето што не го остава тонаму, ама битно на крајот кога ќе го цак контењеров, ајмо чак, дури ритам имат некако джин во работава, об ѓубрето и викаш, нему ни викаш на колегава, само правиш и тој тргви таму те свати што сакаш да кажеш, се качвите и заменвиш. Вака се држиш ко во акционен филм најак. Вака се држиш и кога ќе поминиш сите некако потајно имаш респект за овие, ела вози се, а те видам, не гомој секој то. Зато гледај, сака да би војник, ѓубреџија, пилот, доктор, ето. Еден неам сретнато што сакат да бидат принц. На бел конј. Прво логично. Ако имаш конј, три штала да имате дома. Кој ќе се грижит за конјов. Не е само имај го, си сакат да му оиш, да го средвиш, се си сакат своето. То кола да имаш па требит еднаш годишно, 2 пати за тие што возат појќе уље да смениш, камоли конј да е. Зато логика, принц, не можам да се занимавам, многу одржавање имат. Стани, фризурата местија пола сат, оди на пилинг за лицето, па татко ти нешто си мисли цар дека е, па не знам шо, не ми е то, спаво, ѓубреџија ке си бидам пона, фермије. Гледај, машкава психологија. Женскава не брат, не. Шо сакаш да си? Ја керкам ја брашам принцеза. Принцеза сакам да бидам и тоа е то. Принцеза да бидит и чевличето да се погодит. Тоа е 90% од мечтата на сиве мали девојки
кои што уште не се станати феминистки, кои ќе станат феминистки, готово. Што сакаш да биш, кога пораснеш, јас немат шо да пораснам, јас сум порасната и ти, ако имаш 37 години, а јас имам 6, шо не сме еднакви? Добро, сестро, извини, еднакви сме. Еве, ти си постара, шо? Сега веќе постара ти сум, демек не сум интересна на 6 години, не бе, не ало, интересна, опавато, интересна ти сум, чичко, на 37 години, шо имаш, а јас 6, интересна ти сум, сакаш сега да истајме нов хаштаг, полбо ќути, ништо не речи и ќе поминиш полезно. Ама сам да кажем, гледај, одма, тоа е фантазијата на секое мало девојче и сиве цртани што се, како се викаат, Волт Дизни, не знам ова она, стално нешто таја принцезата требеше да биде, да дојде, тој така беа порано, сега малце побалансирано ги прават, сега не знам, главна е таја на местово и така натаму и све. Разбираш, не е појке пепелашка таја што чистеше и што им одеше на сите по кефота, што е најако во пепелашка, например, жени ја малтретираат женава, ама да не навлегуваме во тоа е веќе комплексен систем, заштаја што е малтретирачкава, сигурно таја потајно сакала маш да биде, затоа не знам, еве не знам. Она што знаме дека скоро секоја жена на планетава сака да биде на денот на свадбата принцезата, таја што ќе е најбитно и ќе го изнајмет фустанот и уште, то ми е најако, сакаме да сме модерни, да ни биде све препонајпреако, све супер, ќе има диџеј, ама детиве ќе ги задржиме. Clash of Titans, тоа е, судир на генерации. Демек, диџејов ќе дојдат на Ибица со сет, нема да пејме шекер да ја раниш, шекер да ја раниш, ше вечна да ти биде. Прво, ако ја раниш со шекер, немат брат вечна да ти бидит. Не. Тотално невечна ќе ти бидит. Шекер да ја раниш. Сега треба брокула да ја раниш, ако сакаш вечна да ти биде. Брокула да ја раниш. Брокула да ја раниш. Мора да има тоа на малце носталгија како плач во гласот, зашто веќе нема да е се исто. Зашто овој што пеет по свадби веќе стемнато му е, тој може ќе збучит пари вечерта, ама тој имат све видено. Тој знае дека утре задутре ќе се разбудите и нема да е се како во бајките. Зашто во бајки не викет. Се поминаја, таја беше заспана во кулата, се боцна на вретеното, спие, а сите 1000 години цела фамилија не смееше да писнит момиче во дурне се мажи. Дојде принцот на бел конј, тој што едва го најдоја, затоа што ретко кој машко сакат да бидит принц. Ако сакаше ѓубреџија, ке ти најдевме. Ене го долу оннека, 2 пати неделно врвит со камионон, ке ти најдевме ѓубреџија, ке се мажеше, не моравме сите да дремиме овде 1000 години. Не, принц сакам, или принц најдете ми, или ке се боцнам на ова вретеново. Се боцна, заспа и то беше то. И после принцот ко се појави, едва и го најдоја од кузнајт каде, од онаму, од Нью Джерси, од некаде, од Австралија, од појма неам, од Исланд најдоја еден исто, него бенди са оваја, многу, не знам, студено и се понашал. И конечно дојде принцот на бел конј, и се зедоја, и тука заврши приказнава, и срекно си живееја. Шо значи срекно бе? Дефинирај ми шо значи срекно. Тој одеше в паб, пиеше пиво принцов, или го чешлаше секој ден, конјов му менвеше потковици летни, зимски, како што ќе дојдеше сезоната. Таја одеше на маникирна, педикирна, факафирна, цаказирна, не знам на што се веќе. Одеше таја. И срекно се живееја, одеа 2 пати годишно на одмор, еднаш Халкидики и еднаш онаму Боровец, појма нема Банско,
И срекно си живееја, убоде, добро, се караја од време на време, тој малце и нервозен беше, таја малце појке, битно срекно се живееја. Тоа е. Остатоков од животов, да, срекно си живееја, се си беше коректно, супер си беше, убаво што се појави принцот, едвај го најдовме, не можеш принц да најдеш. Не можеш, никој од младиве принц не сакат да запнале ѓубреџија, да бидам, јако му било, само за себе си мисли. Тоа е од прилика. И затоа кога ги видиш, а де ти бе, то све да го видела таја низ прстенот, вака, и шум го видела низ прстенов, кај шо идат овај зетов да ја земит неизе, готово, немат мрдање од тоа, како ќе ја види цка, кој ќе го види таја вака танг, готово. То ти е, магија. Јас то можам да го разберам на времето, некаде во некое село зад 7 јасени, кај што немало нити, не знам, облекава, мораш да си ја направиш сама, да измислиш фустан. Го немат во бутикон, ќе го изнајмите од сатен некој или од AliExpress ќе опорачаш, ќе го искористите све таму, све ќе се случи, све овај подвезицава ќе ја земит, све што треби, вторта пола фустан ќе ти влезит и све после ќе го исчистите на хемиско, ќе го вратите и готово. Не, порано морала таја цурата да си го направи сето то и еве вистина било. Гледај, стално кивам кога нешто е ептен вистина. Така и сега, јас се извинувам за овие прекрасни звуци, ама природа нема. Животот продолжува. И, значи, можам да разберам во некое село таму, буквално тајак да го види, ти си мечтаела, си велела, леле, колку ќе биди тоа преако сега. Ово после кузничо ќе се случи тоа од кој ќе ме земит мене. То можам да го разберам. Некоја што имат моментално iPhone 11 со не знам, со све најмило, со вештачка интелигенција внатре, со се најмило. Тој вози, идат со изнајмено Lamborghini од Шведска дојден за свадбава со све, и таја сега низ прстенов ќе го гледат, зашто ако не се направит нема да му палит Lamborghini-во. Не можам да разберам моментот. Еве не можам. Не знам. Кондуриве демек не и чинеле и се ставало пари внатре за да почнат да чинат. Заедно ги купивте. Ојдовте во 7 молој прошетавте со идниов сопруг и се расправавте, заш него му се пиеше пиво, ти му рече не уште во 2 мораме во Солуни, во Тирана да појме, за секој случај да најме нешто појако. Не ги проба таму, кондуриве. Заш на времето, да, и ги носел тој другар му најверен на овај, демек за невестава да и ако не чинит, уживај, не се кирај, се имат, се можит. Париња ке стајме, што се кираш, на пари има да газиш. Имало логика. Сега ојд ги пробвите и таа ке земит, ке речи, ке земам еден број поголеми, тој ке речи, се глупирај таму, колку пари планираш да ставам. Молим те, земи точни, нека ти се 20 денарки, 100 и 50 евра, колку за пред камера, после ке ми вратиш. Треба да покријам ваму, шо е овај, со сликите. Како? Тоа е то, логика. Шо друго? Тортата каква ке била, 7 спрата, со прскалици. Пак овај келнеров мора перформанс со шампајнското да нашиот многу спретен беше. Господе Боже. Па после идат оние рекетарине со слики. Демек, ида ти јаиш од телешково динстано и од пилешкиов стек на приказнава од бајките, со гарнир златна мешавина, исто ко дома во недела, ама овде посвечано е, можеш пред тебе да видиш трет брачет, например, дека свадба е. И идат овај со албумов, оваја вака, и само ти правит, еве, ове имат овде, и тоа ќе ве кошта 2564 денари, без ДДВ.
Ти кажа, заш ме сликавте. Ама ако сакам мори толку слики, сестро Златна, да, сум за успомен, дугосечање, сите тие работи. Ако сакам толку слики мори Златна, сестро, ќе ти уплатам фотосесија барем во студио, барем во она, како што требит ке ме сликате, не вака неглиже, ондека расшљаштен до некој тетин вака ко морш, што е застанат со петличево готово да прсни тука да оперит некого. Да најдат некој она дете погодено од шрапнел тетинов, од петличе на свадба. Не знам. И сите вакви, демек, знаеме што ќе се деси вечерва со принцезава и со принцов, Јако е, вака, и она, ова намаса качена, тука сите, леле, колку е преако. Демек, не се знае што ќе се деси во вторава сезона, ова е само најава. Само најава е ова. Да. Не се знае, тоа свата вака му намигвит на другиот, му викат, кој? Ова, нашава? Младоста ќе му ја исцицат на твојов. Но овој принц, кој? Ова ја гледаш ваква прибрана со факултет, со младоста ќе му ја исцицат, кој ќе повлечи 17 атмосфери негативни притисак, младоста вака, утре појдете крв нека му придајат и појачај доручек, сланина, нешто. Кој иначе? Ја гледаш вака прибрана, ама кој ќе отвори, знам моја е. Леле. Тоа се тие моменти, не знам. Па колата да била не знам каква, тоа да, исто го рековме. Колата мора да биде ако се немат, она, како ке ме носите со, не знам, Opel Corsa? Не. Има да се изнајмит, да се земит нешто солидно, да се земит седан, нешто со внатре, со... Прво, никој не мисли дека внатре во колава клима треба да имат, климатроник преуба, јас за шо бев на шминкање, за одма само што ке влезам одматично све да ми се распадне. Па и на матично шегобици. Демек малце да ве вратиме во реалноста. Дали вие го земате овај при чиста совест? Брат, и да не е чиста совеста, друг немаше. Принц едва и најдовме. Шо сега, неке го земит? Неке го земит, ама одма овде од позади мајка и со джакоцуки ке и направит одмах. Дали го земаш овај ти невесто? Јас... Сакаше да каже и да, тука одма симултаниов преведувач во општина ке речи невестата кажуваше, го примил, го земала, се извинуваме во преводот. Да, можда и го примила, не се знае, тоа зависи од презимето, правиме муабет, не скокајте одма, но може би и не. Тоа зависи. Тоа е ствар на договор. Да, и кој ќе го задржат моминското како еден она, тоа е исто најако. Ако нека го нека си го чува то. Не мора две да се, заш, кој ќе требат после знам ми се случуваат во животов. Да. И како се викат, кој ќе требат формулар да пополнам, не знам, вака од дното на душата излегуваат некоја омраза, наречете ме клето суштество, како сакате наречете ме, не знам, ама па бе 50 сантиметри море едно презиме, еј. Сингер Јохан Себастијан Бах и беше татко, па сега мораше да се задржи то, не можеше Силвана да прифати Силвана Јохан Себастијан Бах и беше моминското и сега не беше навикната, зашто е класика презиме она. Не беше навикната, не можеше да прифати од тој ден натака да се викат Силвана Тренеска. Еве, не можеше.
сакаше да продолжи да си го задржи моминското и да се викат, значи, Силвана Јохан Себастијан Бах тренеска. И уште фали четврток да се додајат на презимево. Чисто колку за да имат, не знам, драж некој. За да е во целост Силвана Јохан Себастијан Бах тренеска четврток. Се гледаме во 5 сатот, без 15 минути. То се тие некои моменти. Буквално такви некои моменти. Силвана Јохан Себастијан Бах тренеска во четврток. То се тие некои такви, не знам. Шо друго? Со благото после ќојме. Таја држела линии, не знам све, ние на крај со благото. Не знам. Благото идало секојаш на крај. О, бобо, па Бидермаерот, како може в тој момент да го заборам? Дека аманетот се предава од принцеза на принцеза и зато тие заедно шетет покрај езеро, например, за да се договорат. Слушај, ти прва ако се мажиш, значи Бидермаерот ќе ми го дајш мене, се разбравме. Не да го зафрлиш во овде во 16-терецов кај сватојве, некоја да го фати тој. Значи јас така другарка ќе ме повлечиш, исто како на пример некоја Австралија ако замини, таја ќе се труди да ја повлечи другарка и нешто да се најди од таму. Тоа е моментот. Бидермаерот, и ако го фатиш Бидермаерот, готово. Значи, ако не се мажиш следната година, значи нешто имат. Нешто е, не знам, како што не треби. Иначе невозможно е. Кој фатил Бидермаер, знае. Кој не, тешко му кој го нема. Драга бандо, фала ви многу, успеавме, ево, уште едно шоу во Кералов со олку премногу публика. Преако ми беше меѓу другото. Преако ми беше. Фала ви на сите што го гледавте овој подкаст, дури ја чекам. Веќе не знам ни шо чекам, дали сопругава, дали не знам коронава да помене. Битно нешто чекаме. Секојаш нешто чекаме. Ве предизвикувам да ја посетите мојата веб страница nikolatodoroski.com. Има неколку интересни работи таму. Проверете што имате stand-up special, Artificial Intelligence, Natural Stupidity, снимен во култниот джезин на јубајот клуб за стендап и джез во Република. Ке прескокнам Македонија. И subscribe, like и се гледаме наредниот пат. Јепа! Се надевам дека уживавте. Поздрав, драга бандо. Чао!